Селата во Македонија, Врбјани. Селото Врбјани се наоѓа на надморска висина од 919 метри на источната страна на планината Стогово. Тоа е прво село во Горна Дебрца, после највисоката точка на патот, Кичево Охрид, наречено Пресека. Селото се наоѓа на 3 километри оддалеченост од регионалниот пат. Низ селото течат две реки, Голема река и Бегришка река, како извори на реката Сатеска. Изобилува со вода и извори на вода. Последната куќа од селото во Горно Мало се наоѓа на 970 метри надморска висина, оддалечено 26 километри јужно од Кичево и 39 километри северно од Охрид. Селото е со куќи од збиен тип и се состои од Горно и Долно Мало. Соседни села на Врбјани се Иванчишта, Попоец и Ехлоец од север, Годивје од југ, Сливово од југоисток и Селци и Елевци од запад. За време на Илинденското востание, Врбјани било до темел запалено. Тогаш населението се криело во околината. За време на востанието постоела Врбјанска чета, во која главен комита бил Спиро Гаврилов. Во текот на Втората светска војна, Врбјани било под окупација на фашистичка Италија и балистите. Во борбите против непријателот учествувале многу врбјанци и врбјанки, а некои и го положиле својот живот. Врбјани има најголем атар во Горна Дебрца. На тој атар постоеле и други помали населби, како Манастирец, Жежница и Петрчани. Првото село лежало во долината на Голема река, во планинскиот дел од атарот. Жежница била на североисточната страна, веднаш над ридот Предалишта. Петрчани било 3 километри североисточно од денешното место на Врбјани. Петрчани прво било христијанско-славјанско село, кое во 1863 година е населено од турците со черкези. Како што е познато, кога русите го освоиле Кавказ, еден дел черкези оттаму се преселени во Турција и турската власт ги населила на Балканскиот полуостров. Петрчани имало 40 домаќинства, меѓутоа черкезите биле многу лоши соседи и не дозволувале движење на христијани во близина на своето село, а со стоката нанесувале штета на соседните села. Во 1890 година убиле еден маж од село Годивје, а потоа и една жена бегалка која одела по патот Охрид-Кичево. Поради тоа, против нив се здружиле македонците од околните села Врбјани, Сливово и Годивје и ги нападнале и ги потепале, а селото го запалиле. Некои кои успеале да се спасат, пребегале преку планината Стогово во Дебар. Земјата ја поделиле меѓусебно. Според последниот попис од 2021 година, во селото живееле 32 жители, од кои 22 македонци и 10 лица без податоци. Во близина на селото се наоѓа нивишта, која е населба со некропола од раниот среден век, и црквиште Петрчани, црква со некропола од средниот век.